верувам дека пивото е причина за сите проблеми, но и решение за истите. Тимот на Радио Пела верува дека во овие 3 дена Прилепчани успеа да ги решат своите проблеми со добро пиво, добра скара и одлична забава што го понуди Пивофест 2025. Вечерва пренесуваме атмосфера од третата вечер и последна за овој фестивал. Останете со нас да видите каква атмосфера владееше на завршената вечер. Знаете дека сме на третата вечер на Пивофест, разговараме со Дане од групата Модератор непосредно по нивниот настап. Какви се впечатоците? Најпрво добро вечер на вас, добро вечер на сите, на цел Прилеп. Впечатоците се прекрасни, ни беше чест и големо задоволство да пееме пред оваа преубава прилепска публика. Уствари не само прилепска, туку знам дека има гости од цела Македонија па и од диаспората. Ни беше огромно чест и задоволство, ние си поминавме прекрасно. Има големо искуство за нас и малку сум изненаден, тоест не малку, туку малку повеќе од тоа што беа одлични, пеевме заедно и си поминавме супер. Можеме да видиме дека публиката навистина ве сака. Сега се фотографиравте барем со десетина, ве сака и со настапите во живо, на свадбите, на веселбите, но и со вашите кавери. Па дали некој нов кавер може би се спрема? Вака кавери секако, но еве имате прилика на информација еве за вас, за вашиот медиум. Скоро снимавме спот на наша авторска песна. Таа ни е прва авторска песна и за брго излегува целиот видеозапис. Се надеваме дека ќе помине добро во публиката и секако ќе имате прилика и вие да ја пушите кај вас. Очекуваме да видиме први известени и со задоволство на Радио Пела да го емитуваме и видеото и секако композицијата. Каде продолжувате со настапите летово? Така, значи летово сме ангажирани премногу, најмногу, значи имаме во најава многу свадби. Овој летен период знаете како е, сезона е на свадби, како и вакви големи случувања. Исто така имаме некои преговори за во странство, значи имаме преговори за некои турнеи, но се уште не откриваме. Најпрво чекаме да се осигура цела таа работа, па отпосле ќе ви известиме каде настапуваме надвор од државата. И за крај, зошто да гледаат и слушаат Радио Пела? Затоа што Радио Пела се најдобри во својата бранша. Радио Пела, поздрав! Колку пиво се испи, колку скара се изеде, ќе видиме неколку дена подоцна, а Радио Пела останува да ја пренесува целата атмосфера. Ja ti se radovat ko Marića na vatni,
Дали уживавте вечерва колку што уживаше прилепската публика и публиката од цела Македонија? Здраво, брато, голем поздрав до сите ваши гледачи, до сите прилепчани. Ова беше фантастична ноќ, како и целата публика, енергијата беше прекрасна. Прилеп е еден македонски град, градот на Марко, и посебна чест ми беше оваа вечер, уште во најавата кажав дека ќе биде специјално и спектакуларно, ми се наполни душата. Фала многу Прилеп, ова беше секоја чест. Ги испочитувавте голем дел од македонските уметници. Так. И зошто македонците треба да бидат посвесни и повеќе да ја ценат македонската музика и култура? Па ги биде вака, да бидам најискрен и малце суров, македонците сакаат македонска музика, но можеби треба да размислиме сите заедно како целина, дали треба сме толку многу поевтини од балканските звезди и дали стварно музиката има многу толку голема разлика во самата цена. Мислам дека е жално што македонските артисти земаат трошки, а балканците доаѓаат и го земаат кајмакот. Немам ништо против, голем фан сум и на Никола и на сите пејачи што беа на Пивофест, ова го кажав општо, но една ствар ќе кажам, грешиме кога викаме дека Македонија не се ги сака твоите артисти, а доказ беше оваа вечер во Прилеп. Така е, тоа беше очевидно. А кои се твоите следни настави? Каде? Вака, во петок сме во Битола, концерт прават моите браќа Два Бона, заедно со Таско сме гости. После сме Струмица, Радовиш, имаме Тиквеш и Гроздовер, имаме настап во Виница. Ова лето е стварно блокирано цело. Се надам дека македонците ќе си дојдеме од страна тие 30% што сме излегани и ќе направиме добри журки ова лето. Звезденото небо навистина беше забележано и фала што дадовте почит за сите наши загинати. Да, тоа е една тешка тема, една ѓаволска работа која се случи во Кочани. Голема почит до сите граѓани на Кочани, пред се. Јас имам диџеј, неговиот брат беше погоден во несреќата, еден од повредените. Се трудиме и преку нашата хуманитарна организација од Куманово колку можеме помогнеме. Тоа беше страшно нешто. Ни требаше многу време да се соземеме. Но браќа и македонци, тоа е што е сета наша љубов и почит ја даваме кон Кочани. Мораме продолжиме напред за другите браќа и сестри кои имаме. Јас сум Александар Македонски, а вие слушате Радио Пела! Уживаме во атмосферата со тајзи. Реакциите на публиката покажуваат колку прилепчани се забавуваат во безпрекорниот настап кој ја подигна атмосферата и е едно прекрасно заокружување на Пивофестот. Bio sam više puta, tako da mi nije ovo prvi nastup u Prilepu, ali je prvi ovako na velikoj sceni i radujem se, imam ovdje i mnogo prijatelja u Prilepu i stvarno jedno čekam da izađem na binu. Celo leto, Makedonija, Srbija, Bosna, Hrvatska, Crna Gora, tako da, eto, ceo Balkan. Што може да очекува публиката вечерва? Pa, dobru energiju, dobru pesmu i nadam se dobar provod.
podelit ćemo ljubav, radost, emocije, eto, to je najbitnije. I za kraj, vašата pesna od Mika Antić, refren. Ima me u vodi, u sutonu i zori, ako ti ja ne umro sam, i tako dalje. Hvala vi. Gledajte Radio Pela, gledajte i slušajte Radio Pela. Thank you.